Во македонското општество според мене постојат големи предрасуди во однос на тоа децата дали играат или не, бидејќи пред се родителите се тие што ги спречуваат да се унапредуваат во одредена област, зависно која игра сакаат да играат. Пред неколку години правев истражување каде што видеоигрите докажаа дека на децата им е да кажам во позитивна насока насочена да играат игри, пред се нели да го развијат нивото на интелигенција, да почнат сами да размислуваат и да се снаоѓаат во одредена ситуација. Значи вака, нели во македонското општество има предрасуди за многу работи, но исто така посебно геймањето спаја во нив. Да речеме една типична предрасуда за геймерија тоа што не искачаат од дома, немаат многу другари, но тоа е баш спротивно поради тоа што геймањето им дава за можност да запознаат нови луѓе. И на пример ја кога ќе тргнам од себе, како пример кога ги имам повише запознам нови луѓе и мислам дека моите комуникацијски способности значително ми се подобруваат. Така да според мене лично сум имал искуство дека пример моите родители мислат дека е заводно потрошено време играњето игри, но како видеа дека на некои турнири почнав да заработувам и видеа дека од финансиски аспект се исплати, го променја своето мислење, но не е дека само од финансиски аспект се исплати да играш. Нели, некоја одлична сатисфакција едноставно си го исполнува своето време на таков начин и тоа го прави среќен. И тоа е тоа. Се уште има еден страв генерално кај родителите, ако не е нешто што ми е познато, ако не е нешто за кое што знам дека некој друг заработил, барем се големи шансите луѓето ќе имаат генерално предрасуди. Сега бидејќи се уште индустрија во подем каде што можностите нонстоп растат, нонстоп се зголемуваат, малце по малце тие предрасуди и спаднуваат. Ама се уште не можеме да излеземе од тој генерален стереотип, си го трошиш времето, не знаеш што правиш со себе си, иди прави нешто подруго, биди доктор, биди адвокат, но малку по малку, како што ги гледаме резултатите со текот на времето, верувам дека еспортовите ќе станат вистинска професија за кој што луѓе ќе се спремат и ќе се стремат уште од млади години да го добијат. Ние треба да им покажеме на постарите генерации дека играњето видеоигри и еспортот во глобала не е заводно потрошено време, дека тука има добра заработка и може да се изгради добра кариера. Полека мислам дека ги пробиваме тие бариери кои што се наметнати со тој менталитет кај нас што преовладува за видеоигрите, дека почнува да се гледа со еден нов поглед да се наметнува кон тоа прашање и кон тој поглед, но треба уште заеднички сили да се обединат и да помине уште некое време за да постигнеме тоа што е зацртано, а тоа е видеоигрите да се гледат на еден подруг начин, односно како еден вид на спорт кој што ќе му возможни на луѓето да напредуваат во повеќе области и во повеќе сфери во животот.